Ниту уставот, ниту договорот од Преспа се прекршени со името Македонија, изговорено од новата председателка Силјановска-Давкова за време на заклетвата во собрание. Во свечената изјава напишана во изборниот законник стои старото уставно име, односно Република Македонија, додека во највисокиот правен акт членот 81 предвидува ново избраниот шеф на државата да даде ветување во Домот на демократијата, дека ќе ги почитува уставот и законите. Во текстот таму никаде не стои обврска да се каже државното име. Во своите јавни настапи македонската председателка има право да го употребува името Македонија како чин на лично право на самоопределување и самоидентификација, почитувајќи ги основните човекови права и слободи и согласно европските вредности и начела, велат од кабинетот на председателката во Вила Водно. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ќе се придржува до официјалната примена на уставното име, согласно уставот како што беше подготвена од службите на собранието. Свечената заклетва беше подпишана со користење на уставното име. Македонските институции во последниве 5 години речиси целосно ги исполни обврските од Преспанскиот договор и председателката очекува сите македонски партнери да ги почитуваат билатералните и мултилатералните обврски кои ги презеле кон земјата. Во истата насока, правници и универзитетски професори не гледаат ништо спорно во дадената изјава на Силјановска-Давкова со оглед на правото на самоопределување на народите како темелна вредност. Не можам да дадам конкретни забелешки затоа што не сум од дипломатскиот корн или не е моја задача да ги коментирам, меѓутоа секој пат треба да се почитува нели волјата на народот и да се земе во предвид принципот на самоопределување на народите, затоа што тој е принцип темелник на меѓународниот поредок, нели на кој што се заснуваат сите земји. Со оглед дека Силјановска-Давкова го испочитувала изборниот законник, останува неодговорено и прашањето од каде председателот на собранието Јован Митрески го црпеше текстот на свечената изјава во која тој го наведе изборот Северна. Дуи први се впуштија во обвинување зошто новата председателка не го кажала новото уставно име, но заборавија како даваше заклетва Тала Џафери во 2020 при неговото назначување за председател на собранието. Ќе го почитувам уставот и законите на Република Македонија. Власта брзаше да го имплементира договорот од Преспа, иако во него роковите кои се наведени предвидуваат нивна имплементација, ама откако Македонија ќе отпочне да ги отвара поглавијата со Европската Унија. Издавањето на ваквите документи и материјали ќе започне при отворањето на секое поглавие на релевантното поле во преговорите со Европската Унија и ќе биде финализирано во рок од 5 години од тогаш. Дали сте за членство во Европската Унија и НАТО преку поддршка на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција? Вака гласаше референдумското прашање, но засега нема ништо, ниту од ЕУ, но и од Република Македонија.